Благодарам. Колега Стевананџија, вие се извинивте на јавноста што учествуваме во една ваква незаконска и неоснована дебата по однос на разрешувањето на јавниот обвинител Марко Зврлевски и навистина сте во право. Согласно членот 8а од Изборниот законник, Собранието не треба ни да води дебата по однос на разрешување на било кој функционер во нашата држава, затоа што господинот Џафери на 6 август ги распиша изборите. Но како што молчат за се, така се молчи и за ова. Се тера дебата која што е незаконска и неоснована. Јас би се осврнала на неколку поенти во вашиот говор. Кажавте дека паднаа во вода препораките на Прибе, кој што неодамна беше овде, да направи една ревизија на се она што новата реформска влада под наводници ќе направи. А тие деновиве прават се спротивно на законите, особено на законот за државна администрација, кој што е европски закон, носен со европско знаменце, со европска помош. Законот е исто така за јавни обвинители, кажавме и пред неколку дена, носен со препораки од Европа и од европски стручњаци. Мерит системот во Законот за државна администрација нема да се применува, така кажа, и може да се унапредува од едно ниво до четврто ниво, да се скокнува неколку нивоа, така е, согласно најновата препорака. Предпоставувам дека овие препораки се на Прибе, не знам. Планот 369 предпоставувам дека такво нешто содржи. Рековте дека нема граѓански сектор. Рековте тоа значи и ги докажува нашите ставови дека практично и немало автентичен граѓански сектор, како што ние впрочем и кажувавме, и дека шарената револуција била платена, а и оние малку кои што на вистина вистински верувале во нејзе, денеска се дистанцираат од се ова што се прави од оваа влада и многу гласно критикуваат. Но сите оние кои што гласно критикуваат, деновиве гледаме дека почнуваат и да ги апс. Тоа е, дојде новиот режим, дојде животот во Македонија. Кочо Анџушев си го истера своето почитуван колега и струјата ќе поскапи. Владата донела одлука, освен даноците, да поскапи и струјата.